Почуваме со емисијата, како што кажавме, гостинка е Славјанка Петровска, министерка за одбрана. Добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Министерке, да почнеме со она што ни беше последна вест, а тоа е за случувањата во Украина, како една генерална оценка, еден вовед во разговорот. Гледаме дека таму случувањата се драматични, особено после последните случувања во Русија. Некои околни земји работата ја подигнаа и на повисоко институционално ниво, ги свикаа своите совети за безбедност, разговараа, дебатираа на темата. Каква е состојбата кај нас? Дали ја следиме, бидејќи се работи за нуклеарна сила, каде што знаеме дека доколку работите излезат од контрола, нема да биде проблем само на Русија, туку на целиот свет. Ги следиме ли овие случувања, какви информации имаме? Апсолутно да, она што секојдневно се случува во Украина е пред се во фокусот и на Министерството за одбрана, не заради тоа што Република Северна Македонија чувствува или има било каква директна закана, меѓутоа заради тоа што ваква војна во 21. век е несвојствено да се случува на европско тло, меѓутоа и заради тоа што таа војна, освен она што се случува на европско тло, навистина носи и големи последици и за Украина, меѓутоа и за остатокот од Европа, и секако со себе носи и различни предизвици. Споменавте еден од тие ризици, тоа е употребата на нуклеарно оружје, кое е прашање за кое што НАТО земјите членки и се разбира ние како земја членка разменуваме соодветни информации, навремени информации. Она што за сега како информација може да се сподели со јавноста е дека во моментов не гледаме или не согледуваме некои реални закани за Република Северна Македонија или Публискиот регион, меѓутоа тоа не значи дека не се превземаат евентуални некакви мерки кои што ќе значат будност во тој дел. Она што е став и она за кое што се залагаме и ние како членка на НАТО, меѓутоа и како држава самостојна, меѓутоа и останатите сојузници во алијансата, тоа е одвраќање од таквата намера, заради тоа што употребата на нуклеарно оружје, без разлика колку тоа за некого звучи како предизвик, мисламе дека не носи добро на никој и едноставно го враќа светот децении, би рекла, наназад. Она што се случува во Украина, ставот на Република Северна Македонија и политичкиот е многу јасен од самиот почеток, и тоа не го правиме заради тоа што е, како што се тврдеше во минатото, дека е наметнат став и дека тоа е став на НАТО, па сега ние мора да го слушаме, туку заради тоа што тоа е национална одлука, прво политички да осудиме неоправданата инвазија на Русија врз Украина, а второ да ја помогнеме Украина и политички, меѓутоа се разбира и со донирање на соодветна воена помош и опремување, затоа што во 21. век секоја нормална, демократска и самостојна држава има право да ја одбрани сопствената територија. Да, тоа донирање на опрема за Украина и на оружје е интересно, бидејќи Северна Македонија на некој начин се истакна на ова поле, може слободно да се каже, според количествата на донирано оружје и опрема. Па така, например, ако видите за тоа кои земји донирале авијација, Македонија меѓу малките земји кои донирале директно авијација на Украина, значи нема тоа премногу, да речеме, и во земјава се појавија дебати веднаш околу тоа, се појавија гласови дека некои мислења и на експерти, на аналитичари, да речеме, па но и политички партии, кои кажаа дека со тоа се ослабува македонската одбрана, дека, например, со тоа што Македонија ги дала сите тенкови на Украина, останала без тенкови, сме ги дали авионите, сме останале без авијација и така натаму, дека со помагање на Украина се ослабува македонската одбрана. Не е точно, со еден збор кажано. Сето тоа, за жал, и одредени експерти, меѓутоа и политички партии, очигледно се обидоа или пробаа темата на модернизација на македонската армија да ја превртат, односно да кажат дека со донирањето на сета опрема која што ја дониравме, и таа веќе е објавена на интернет страната на Министерството за одбрана, да кажат дека сме ослабнале, или директно на мене да посочат дека сме ослабнале борбената готовност на армијата. Апсолутно не е точно. Зошто?
Во Министерството за одбрана и во државата постојат стратешки документи кои се далеку пред јас да стана министерка донесени во соодветна процедура. Неодамно, и тоа го поздравувам и ме радува фактот што пред известно време заврши дебатата и беше одобрен од страна на Собранието долгорочниот план за развој на одбранбените способности на нашата држава. Потенцирам дека ме радува заради тоа што беше со поддршка на сите политички партии во Собранието, и власта и опозицијата, и тоа покажува дека тој документ е квалитетно сработен. Се разбира, не е тоа документ кој што го поседувам јас лично или сум го напишала, меѓутоа од тимот од Министерството за одбрана и армијата, и покажува дека навистина го рефлектира тоа што значи до сегашен развој на армијата и каде понатамо ќе одиме, ќе се движиме. Да бидам попрецизна, кога се носи секоја одлука, секоја една, вклучително и најпрвата одлука за донирање на опрема и вооружување, пристигнува барање од страна на украинската страна. И во тоа барање е наведено каква опрема, согласно нивните стратегии за војување на терен, им е неопходна во тој момент или ќе им биде во наредниот период. И од тие причини, бидејќи станува збор сепак за тактичко оперативен информација, таа е класифицирана. Таквата информација стигнува до мене, меѓутоа јас не сум таа која што може да направи стручна проценка, и токму затоа истата ја препраќам до Генералштабот на армијата, кој всушност е најстручното тело во македонската армија и кој може да даде проценка и анализа за тоа дали побарувањето од украинската страна може да одговориме позитивно и дали евентуално со давање на таа конкретна опрема, вооружување и така натаму ќе се наруши борбената готовност на армијата. Одговорно тврдам дека секоја една одлука која досега е донесена е помината низ оваа процедура, и ставот на Генералштабот на армијата како најстручно тело кое има увид што поседуваме, кое има увид кои се нашите капацитети и што е најважно, во каква состојба е опремата која имаме, дава позитивно мислење. Секогаш кога има позитивно мислење, многу е лесно да донесете политичката одлука, се разбира ако имате визија, ако имате храброст и на крајот на криштата ако имате ставови. Она што е многу важно да се потенцира е дека согласно нашите планови за модернизација, и овој сега, и претходните планови, голем дел од таа опрема која ние ја дониравме на Украина на нивно барање, беше предвидена веќе да не се употребува во армијата заради тоа што не ги задоволува стандардите. Што значи дека паѓаат во вода обвинувањата дека сме земале опрема буквално од рацете или од поседување на армијата и сме ја дале на Украина. Факт е дека дадовме огромна количина на опрема и вооружување, меѓу кои се и авионите, хеликоптерите, тенковите и друго вооружување армиско, пешадиско и така натаму. Меѓутоа, апсолутно, тоа не значи дека сме ги намалиле капацитетите на македонската армија. Има и ново, или да речеме последно барање од Украина за дополнителна опрема или оружје, не знаеме што е во тоа барање, велите дека се класифицирани тие податоци. Имаме ли за тоа одговорено се уште? Се уште не, ја чекам анализата, односно проценката од Генералштабот на армијата, очекувам до крајот на оваа недела, согласно планираното таа да биде завршена, да биде доставена до мене и се надевам дека ако е позитивна или за еден дел, затоа што знаете како се случува понекогаш листата да е многу голема и не значи дека ние се можеме да одговориме. Меѓутоа на оној дел на кој што може да одговориме, ако и во овој пат, ако Генералштабот на армијата даде позитивна препорака, односно наведе точно за кој дел од побарувањата е позитивно, ќе донесеме и политичка одлука, односно одлука на седница на влада. Во земјава веќе стигнаа првите лесни пешадиски оклопни возила ЈЛТВ, што се дел од планираната набавка на 54 беа возила? Или на 51 вкупно, за сега се пристигнати 32. 51, да. Возила во теке набавка и на оклопни возила Страйкер, исто така и на други оружја, се е тоа дел од стратегијата за одбрана на Македонија донесена на опремување на лесната пешадиска бригада, се е тоа што е номинирано за учество во НАТО операции. Како оди таа набавка? Тоа е поврзано со модернизацијата на армијата, како што велите. Беше најавена и набавка на хаубици од Турција на артилериски орудија 105 мм, на повеќе наменски хеликоптери. Како оди динамиката на сите тие набавки?
Динамиката се обидуваме да ја забрзаме, иако засега оди согласно планираното и се исполнуваат оние рокови кои се однапред предвидени. При процесот на модернизација на армијата многу се важни два сегмента. Прво е важно да имате стабилен и план кој е одржлив и може да биде реализиран, и второ е да имате соодветно финансирање, односно буџетирање. Во случајот со одбраната, тоа е факт. Документите стратешки веќе постојат, каде што се точно наведени плановите за тоа која единица, односно кој сегмент армијата како ќе се развива со конкретно дадени рокови, и тие сега согласно планираното се исполнуваат. И второто е многу важно, не само да го имаме списокот на тоа што ни е потребно, туку да го имаме и соодветното буџетирање. Благодарение на однапред испланираната добра финансиска политика во државата, се разбира, Министерството за финансии бидејќи е носител на буџетот на целата држава, овозможен е континуиран раст на буџетот на одбраната, што јас го нарекувам континуирано инвестирање во одбраната. Кога ќе ги споредите бројките, фактите, за тоа како се инвестирало во одбраната во минатото, ќе видите дека постои една сериозна дупка, би ја нарекла, од десетина години, кога во одбраната се немало големи инвестиции кои биле направени. Што не е случај од 2018 година наваму. Порастот на буџетот секоја година за одредена стапка не доведе до тоа да сега, оваа година, имаме 1,86% од бруто домашниот производ средства одобрени и доделени на Министерството за одбрана и армијата, со намера, согласно плановите, следната година тој да постигне 2%. Согласно таквите проекции, кои се стабилни и одржливи, е лесно Министерството за одбрана и армијата да ги планира однапред како ќе ги користи тие средства. Во Министерството и во армијата веќе се знае како ќе ги користиме средствата за следната година. Затоа што сите овие проекти кои вие дели ги напоменавте, и набавката на лесните оклопни возила, набавката на страјкерите, договорите кои ги подпишавме минатата година со Турција за набавка на артилериски систем, со Франција за набавка на систем за противвоздушна одбрана, со Чешка за ремонт на 2 хеликоптери кои ги веќе ги имаме и кои ќе бидат користени се додека не стигнат целосно испорачани новите хеликоптери за кои постапката е веќе при крај. Сите тие проекти се повеќе годишни и бидејќи се огромни суми на финансиски средства, се планирани да се исплаќаат во повеќе години. За да го имаме тоа исплаќање и да бидеме сериозни со оние кои ги склучуваме договорите, е потребно однапред да се испланира буџетот за наредните години, што доаѓаат, што се случува во Министерството за одбрана. Добро, можеме ли конкретно кога ќе стигнаа 6 ЈЛТВ? Минатата година стигнаа 6, сега стигнаа уште 26. Кога ќе стигнат? Согласно планот, страјкерите треба да стигнат во текот на 2024 година, затоа што секогаш кога пристигнува ново вооружување или нова опрема во Министерството, односно во армијата, без оглед на тоа дали станува збор за оружје, пешадеско вооружување, дали станува збор за возила, дали понатаму ќе стане збори за хеликоптери и така натаму, неопходно е пред тие да бидат ставени во употреба и да кажеме дека се оперативни, да помине процес на тренинг и едукација на персоналот кој што секако дека веќе е оспособен, меѓутоа сепак секое оружје, секоја опрема има своја специфика. Тој период од неколку месеци, согласно проценките на Генералштабот, од 3 до 6 месеци, треба да помине пред со решение да биде утврдено дека таа опрема станува оперативна, односно веќе е во употреба од страна на армијата. Сите овие проекти, по најголем дел, кои ги споменавме, особено GLTV-ата, особено страјкерите, вооружувањето, се во функција на доопремување на нашата лесна пешадишка баталјонска група, која во 2026 година, во првата половина, веројатно во месец април, треба да биде уште еднашка оцената од страна на НАТО, тимовите за оценување, каде треба да се даде последната потврда дека лесната пешадишка баталјонска група е подготвена да учествува, односно да биде на располагање на НАТО, согласно потребите кои евентуално во иднина би се покажале, и се разбира, ќе се користи за национални потреби, што е во суштина најважната задача. Но ова го потенцирам заради тоа што нашата лесна пешадиска баталјонска група
е наша декларирана НАТО единица. Да, оно што е забележливо од модернизацијата на армијата е дека армијата не планира да набавува тенкови, класични борбени тенкови и авиони. Да, заради тоа што затоа реков дека беа избрзани коментарите дека ние ослободуваме и сме им земале на припадниците на армијата нешто од раци, сме го дале. Треба да се имаат предвид документите кои патем се јавно достапни. И долгорочниот план за развој на одбранбените способности и стратегијата за одбрана од 2020 година, која е објавена и на веб страната, каде што точно се гледа сето ова што јас го зборувам. Кои ќе бидат нашите декларирани единици, како ќе се развиваат капацитетите на одбраната и почнувајќи од тогаш па се во наредните години и согласно тоа се проектираат секоја една набавка. Затоа што неодговорно е за било кој, без разлика дали сум јас од истата политичка партија како мојата претходничка или без разлика дали ќе дојде некоја друга политичка партија и така натаму, несериозно е во одбраната, која е долгорочен процес на опремување, кога зборуваме за опремувањето, несериозно е, бидејќи станува збори за навистина исклучително процес кој чини во финансиски средства, одлуките да ги минувате преку ноќ. Ако јас сега видам нешто ново на пазарот, не значи дека веднаш треба да донесам политичка одлука и јас сметам дека тоа треба да го набавиме затоа што сум го видела некаде кога одам по посетите, на вежбите и така натаму. Тоа е несериозен пристап. Она што е сериозно и со кое што јас гарантирав и се заложив од првиот ден како стапив како министерка, е дека се што е позитивно како процес, се што е издржано, тоа ќе се продолжи. Затоа што одбраната не трпи импровизација и одбраната не трпи популистичка политика, која што можеби на мене ќе ме донесе политички поени, меѓутоа долгорочно гледано ќе наштети и на припадниците на армијата, и на министерството, и на армијата, меѓутоа и на државата најмногу. Да, дел од познавачите беа изненадени кога првпат се најави набавката на JLTV лесните оклопни возила, бидејќи стракерите беа најавени уште претходно, уште од вашата претходничка Шекеринска. JLTV-то некако дојде така одеднаш. За оние кои не знаат, JLTV е најново возило во американските вооружени сили, кое дури и во американските вооружени сили се уште се става во формацијска употреба, се уште не е американските вооружени сили не се целосно опремени со возила JLTV, се уште се користи по старата платформа Humvee, да речеме, и така натаму. Се работи за навистина најново возило. Од друга страна, Соединетите американски држави, освен нашата набавка, најавија и донација, дадоа донација веќе на армијата за набавка на овие оклопни возила. Се е тоа дел од таа интензивна соработка со Соединетите американски држави, таму бевте и во посета скоро, бевте примени од секретарот за одбрана Лојд Остин, таму подпишавте и еден патоказ за модернизација на армијата. Не беше доволно објаснато во детали за што се работи, можете ли да ни кажете? Посетата моја, ќе дадам само малку, ќе се навратам на претходната тема, ги спомнавте JLTV-та, ги спомнавте нивното значење, колку се тие модерни, софистицирана опрема и вооружување представуваат. Знаете како, пред било која набавка да биде ставена на дневен ред во Министерството за одбрана, предходи еден процес на евалуација од страна на стручните лица во армијата и во Министерството. Што значи дека набавката не се случува преку ноќ, и тоа се случува оправдано заради тоа што тимовите, оние кои се најповикани, а тоа не е политичкото раководство, неколку месеци, можеби и година дена претходно, прават согледувања на пазарот на воената индустрија, меѓутоа она што е уште поважно, во соработка со своите стратешки партнери, со сојузниците, прават согледувања за тоа кој вид на опрема, вооружување и така натаму веќе се користат. И така имаат тие основа како да дадат препорака кон политичкото раководство, Генералштабот, кон Министерството за одбрана и понатаму одлуката веќе е многу полесна да се донесе. Значи не се тоа, повторно ќе потенцирам, не е тоа желба на поедин министер или така натаму, него напротив, однапред планиран процес. Посетата во Соединетите американски држави беше исклучително важна посета, меѓутоа е исклучително корисна,
заради тоа што покрај политичката порака која што се прати со мојата средба со државниот секретар за одбрана господинот Лојд Остин, се потпиша и патоказот кој што го споменавте, кој во суштина покажува дека се што она е досега направено во одбраната, Соединетите американски држави го признаваат, односно му даваат признание на тоа што сме го сработеле. Заради тоа што од една земја која што пред неколку години само беше на рап на политичка, па дури безбедносна криза во самата држава, да подсетиме 2017 што се случуваше и годините претходно, сега веќе прераснуваме во сериозен сојузник во рамките на НАТО алијансата, меѓутоа и на билатерално ниво сме сериозен сојузник и сериозен партнер. Се разбира дека поддршката која што ја имавме и ја имаме, а со овој патоказ покажува дека ќе имаме и во наредните најмалку 10 години од Соединетите американски држави е од особено значење. Еден дел од мојата посета беше и во предпосетата на Вашингтон во Вермонт, каде што прославивме 30 години партнерство помеѓу Република Северна Македонија и државата Вермонт, особено значајен делот на одбраната, затоа што за сите овие 30 години, користејќи ги потенцијалите, искуството, знаењето на припадниците на Националната гарда на Вермонт, меѓутоа ме радуваа коментарите кои ги добив од нивна страна пак дека ги користеле искуството и знаењата и на нашите припадници, изградивме едно цврсто пријателство, партнерство, од кое што резултатите се видливи. Голем дел и од вежбите кои се спроведувани, голем дел и од обуките кои се спроведувани. За овие години над 5000 припадници се поминати по различни основи и различни програми преку ова партнерство за доедукација, за тренинзи, за вежби и така натаму, и се уште е активно. Таму декларативно ја подпишавме една изјава со гувернерот на државата Вермонт дека и во иднина нашето партнерство ќе продолжи, а со државниот секретар на Соединетите американски држави за одбрана зборувавме и за тоа што во иднина ќе ни биде приоритет на двете држави, се разбира, меѓутоа и во патоказот јасно е цртано дека проектите кои се започнати за модернизација на нашата армија ќе продолжат, ќе ги зголемиме и ќе ги интензивираме соработката во делот на размената на искуство, знаење, повеќе вежби, меѓутоа и она што е најважно, ќе ги јакнеме во иднина уште повеќе капацитетите за сајбер одбраната. Затоа што како што се развиваат и се менува видот и обликот на заканите, потребно и ние да ја менуваме нашата одбрана, односно да ја приспособуваме на новите закани за да можеме соодветно да одговориме. Впрочем, затоа и во Министерството за одбрана од минатата година го започнавме процесот на ревизија на добар дел од стратешките документи, кои во суштина треба да ја рефлектираат реалноста, односно промената во безбедносните закани, во проценките, нели, се со цел да можеме навремено да одговориме на сите тие. Тоа со сајбер одбраната можеме да го поврземе со случувањата која беа дојавите за бомби, иако тој процес го водеше Министерството за внатрешни работи, не знам дали сте биле вклучени, но сепак тоа беше еден тест, бидејќи беше и кажано дека тие дојави доаѓаат од надвор, од адреси, од други земји, што беше и кажано дека се работи за хибридна закана врз земјава, дека тоа не се прави случајно. Претпоставам дека тоа е дел од заканите кои во иднина ќе бидат најреални за земјава, повеќе отколку директна воена закана, напад од некој сосед или така нешто. И затоа е потребно, освен подигањето на капацитетите на Министерството за одбрана, меѓутоа ова е прашање од еден поширок сегмент, а тоа е сајбер безбедноста. Потребно е јакнење на таквите капацитети и во други институции, но она што е уште поважно е јакнење на отпорноста на општеството. Заради тоа што кога се соочувате со неконвенционални видови на закани, тогаш не е повикана само една институција која треба да го даде одговорот. Апсолутно одговорноста многу јасно се знае дека е на институциите, меѓутоа секако дека и општеството треба да го има својот удел. Тоа значи дека повеќе покревање на свесноста за значењето од ваквиот тип на условно речеме модерно војување, односно модерни закани, и во еден заеднички диалог всушност да ги јакнеме капацитетите и институционални, меѓутоа како што реков и на општеството, на сите субјекти кои се дел од тоа. Да, добро. Ајде, министерка, малку да преминеме на тековните случувања. Ова, кога разговаравте со секретарот за одбрана Остин, при што
беа потенцирани добрите односи помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија, што е несомнено многу пати кажано од страна на официјален Вашингтон. Дојде една интересна изјава од американскиот сенатор Марфи, кога беше пак во посета на Македонија и кога се зборуваше за евроинтеграциите, за менувањето на уставот, продолжувањето на преговорите со Европската унија. Тој кажа една реченица која сите на некој начин некој може би изненади, кај што рече дека дури е можно ова да влие и врз односите на земјата со Соединетите Американски држави, доколку не се направи, доколку не се проложи со европскиот пат, што на некој начин е во спротивност со другите изјави кои доаѓаат од Вашингтон. Таа беше прилично остра изјава. Евроинтеграциите се разбира не се директно во ваша надлежност, но сега зборуваме за стратешките односи меѓу двете земји. Може би и со секретарот Остин зборувавте за ова прашање? Таа порака, таа изјава на сенаторот беше дадена и е прилично јасна, а таа се однесува на севкупните односи со државата. Што значи дека не се рефлектираше само на актуелната влада, со која што апсолутно Соединените Американски држави немаат никаков проблем по било кое прашање, заради тоа што сите представници на владата, па вклучително и јас, без оглед на тоа што можеби евроинтеграцијата не е директно во моето портфолио, меѓутоа засега секаде, затоа што процесот на европска интеграција е многу посеопфатен процес кој што го засека секој сегмент од нашето живење, па вклучително и Министерството за одбрана. Е многу важно да имаме јасни, прецизни изјави, меѓутоа и тие да бидат одржливи. Што значи да не ги менуваме нашите изјави, нашите ставови во зависност од тоа колкав ќе ни биде рейтингот кој бил измерен на последната анкета. Кога зборуваме за важни државнички прашања, а во оваа држава изминатите 30 години многу такви прашања биле на маса, се покажало дека е секогаш важно на тие прашања да им пристапуваме со сериозност и растеретени од позициите кои ги имаме во моментот, меѓутоа исто така растеретени и од нашиот личен рейтинг. Државнички прашања не се одговараат бројќи ги лајковите на Facebook или гледајќи ја висината на процентот на рейтингот. Државнички прашања се решаваат во интерес на државата, кога, за жал, можеби тие нема да бидат популарни во дадениот момент, кога ќе го донесете одлуката. Но после некоја година ќе се види исправноста на тие одлуки. Во 2018 година многу често го спомнувам ова и ќе го спомнувам. Во 2018 година на тогашната влада, тогашниот премиер, тогашните функционери, не им беше лесно да донесат одлука за затварање на едно прашање кое го имавме отворено повеќе од 20 на години со нашиот сосед со Република Грција. Го затворивме потпишувајќи го Преспанскиот договор. И тогаш беа сите критикувани кои беа за Преспанскиот договор. Денеска ние ги користиме придобивките позитивни. Денеска веќе никој не зборува за отворените прашања со Република Грција затоа што ги нема. Денес зборуваме за економска соработка како нормална тема. Денес зборуваме за политички односи како нормална тема. Денес веќе не зборуваме за прашања кои што сме го затвориле во 2018 година и да не заправиме. Во 2020 година ние станавме земја членка на НАТО алијансата. Треба да бидеме искрени кон граѓаните кога им пристапуваме и кога зборуваме за определени прашања, вклучително и за процесот на европска интеграција. Пред нас е темата на европска интеграција и сите, без разлика дали е во нашето портфолио или не, имаме обврска да го дадеме својот став. Дали сакаме државата да продолжи напред кон патот на европска интеграција? Јас сакам. Да, но министерке, има една критика која е издржана, може да се каже, а тоа е во однос на барањата кои се постојат пред земјата и кои се значи едноставно не престануваат, се повторуваат цело време и цело време земјата се наоѓа пред некаков судбоносен чекор да се биде или не, да се направи само уште ова и никогаш не е само уште ова и тоа е дел од проблемот, предпоставувам, затоа и отпорот, и кон ставањето на бугарите во уставот, да речеме, бидејќи нема некаква назнака дека тоа ќе престане во иднина, дека тоа ќе биде последно барање, последна фаза и готово. Мислам дека политичките изјави, особено последната, вчера дадена на високиот представник на Европската унија Борел, по однос на ова прашање е многу јасна. А тоа е дека за Република Северна Македонија нема да има дополнителни услови. Знаете како? Пред неколку месеци, кога
беше на маса пред да се усвои во собрание, па и откога се усвои во собрание така наречениот француски предлог или предлогот на Европската унија, опозицијата тврдеше дека тие кога ќе дојдат на власт ќе дадат подобро решение и дека ќе испреговараат подобро решение. На средбите што ги имаат денови во Брисела, ги има и претходно од представниците кои доаѓаа во нашата држава, им беше кажано од тие кои што го даваа предлогот, дека подобар предлог од тој нема. Држењето во една неизвестност, во една лажна капсула, дека ние кога ќе дојдеме на власт нешто ќе промениме, е само губење на време на државата. Тој лажен патриотизам, особено видлив и впечатлив за опозицијата, нам не е познат. Ајде само да се потсетиме. Во 90-тите години тој лажен патриотизам го манифестираа со тоа што велеа дека кога ќе дојдат на власт ќе го вратат знамето на државата, односно нема да биде ова што сега денеска го имаме. 30 години го користиме, од кои 15 години тие беа на власт. Не направија ниту еден чекор да го направат тоа. Во 2001 година го подпишавме, зборам како држава, како општество, сите чинители го подпишаа и го прифатија рамковниот договор како чин на помирие. Неколку години подоцна, кога станаа опозиција, велеа дека со ДУИ никогаш нема да направат коалиција. Таа партија за нив не е партија. 2008 година до 2015 година, односно 16 со колку беа во власт? Со ДУИ. Понатаму велеа дека во 2018 година Преспанскиот договор не го прифаќаат. Дека тие кога ќе имаат можност Преспанскиот договор ќе го отфрлат. Па еве ги, мнозинството на општини е во нивна власт. Мислите дека не се применува таму Преспанскиот договор? Се применува. И ги користат придобивките од Преспанскиот договор. Ама тоа е нормално. Меѓутоа, за да биде нормално и за нив, не треба да даваат лажни изјави кои се менуваат пред да дојдат на власт и од кога ќе дојдат на власт. Затоа е важно прашањето на уставните измени да се затвори сега, пред да се распишат избори и пред да се одржат изборите. И тоа прашање, ако и мислиме добро на оваа држава, не сме да се користи во кампања предизборна од страна на било која политичка партија. Да, но очигледно е дека тоа ќе биде главно прашање и во кампањата и поврзано со изборите, па изборите се поврзани со тоа прашање. Тоа само покажува политичката зрелост на политичките партии. Добро, продолжуваме со останатите случања кои се актуелни во одбраната, исто така многу од овие прашања ги подига и опозицијата, така да се е поврзано. Едно е користењето на армијата за обезбедување на затворите, тоа е нешто што, да речеме, ја изненади и дел од јавноста, бидејќи укажува и на некои други системски слабости. Претседателот Пендаровски се изјасни по тоа прашање, кажа дека нема ништо спорно, но сепак малку е чудно, бидејќи ми се чини преседан, прв пат се случува армијата да се користи за обезбедување на затворите. Зошто тоа не го прави полицијата? Полицијата го прави. Армијата се користи и е во поддршка на полицијата и во поддршка на тоа што значи спроведување на одлуката за прогласување на кризна состојба. И не е преседан, не може да се нарече преседан, употребата на армијата во поддршка на цивилни цели. Тоа е всушност една од улогата на армијата. Ако некој мислел дека армијата постои само за да биде активирана во воена состојба, треба да ги прочита документите кои се стратешки и документите кои значат што е армијата на Република Северна Македонија. Да бидам искрена, ако сте припадник на армија или дел од структурите на армијата, ќе ви биде гордост и ќе ви биде позитивно тоа што армијата се повикува во поддршка на определени операции и активности. Заради тоа што тоа значи дека си има доверба во армијата. Тоа значи дека припадниците на армијата се добро обучени, се тренирани, се извежбани и што е најважно, имаат вештини, имаат знаење и имаат опрема. Ако вие имате и имаат, се разбира, интегритет, што е најважното. Ако такво мислење нема за армијата, тогаш никој нема да ја бара армијата. Да, но тоа во исто време укажува и дека институциите имаат проблем со обезбедување на затворите. Тоа укажува на фактот дека групата за проценка или институциите направиле проценка дека одредена состојба, конкретно во затворот Идризово, односно недостатокот од персонал кој редовно треба да го обезбедува затворот, е намален. По основ на пензионирање, по основ на откази, по основ на намалување, по било кој основ на намалување на бројноста. И сега групата за проценка
оценила дека заради спецификата на осудениците кои се во затворот Идризово, за какви кривични дела се осудени и така натаму, превентивно сака да се зголеми бројот со поддршка на полицијата и на армијата, додека овој недостаток на персонал не се пополни. И тој процес, како што и директорот на затворот најави, веќе е започнат и веќе е при крај, така што тоа што ние ги користиме, инструментите кои во закон ни се дадени, каде го гледаат преседаното ако нешто во закон ви е дадено? Да предлагате кризна состојба, да повикате полиција и да повикате армија. Па наша задача е да одговориме на секое барање кое што беше користена и за време на ковид пандемијата, за армијата болниците, беше за пожари, установи, за поплави, да. армијата се користи секогаш кога е потребно, да не забораваме дека инженерискиот батальон на армијата се користи секогаш кога има можност за тоа, кога не се ангажирани за извршување на градежни инженерски работи за потребите на армијата, на барање на општините, тие се активни и таму. Зарем тоа треба да звучи како омаловажување на армијата? Не. Знаете како? Изминативе години за припадниците на армијата навистина е направено многу. Но не е тоа премногу. Направено е многу за да се надополни недостатокот на тоа што со години наназад не било направено. И тоа не го кажувам заради тоа што со тоа треба да бидат задоволни. Апсолутно не. Унапредувањето на условите за работа, унапредувањето на условите за живот на припадниците, подигнување на нивниот стандард, меѓутоа да, и набавката на опрема е нешто кое што оди рака под рака. Затоа што не можеме ние само да се фалиме или да кажуваме дека го купуваме најмодерното и најсовременото оружје, а при тоа припадниците на армијата да ја немаат основната опрема. Времето кога немало основна опрема за припадниците на армијата е веќе завршена. Ние сега зборуваме не дали нешто ќе набавиме, што е дел од нивната основна опрема, туку како да го продобриме процесот на набавка, за да можат да бидат тие уште позадоволни во наредниот период. Да, имавме еден случај на давање на подкуп во касарната во Тетово, кој беше објавен од страна на МВР, значи тоа е подкуп од кандидат за конкурс за офицери, било побарано пари за да стане офицер. Ова исто укажува дека во тој процес постои некакви коруптивни барања и сега прашање е дали е тоа систем на корупција при тој избор на офицери, дали тоа се случува редовно, па ова е само еден откриен случај? Теоретски може да зборуваме како што се зборувало изминатите десетина години за тоа дека постои корупција и така натаму. Па дури неодамна имаше такви изјави. Моја задача е не да влегувам во теориите на заговор и да давам предпоставки за тоа што е можно, што не е. Моја задача беше и ќе биде да не влијам на никаков начин на работата на Службата за воена безбедност и разузнавање и на воената полиција, кои што се задолжени да внимаваат на она што се случува во армијата, за да спречуваат, превенираат или откриваат кривични дела кои се сторени од страна на вработени. Овој случај е само пример за нивната работа, позитивен пример се разбира, и апсолутно не само што ја ги поздравувам, ја охрабрувам ваквата работа и во иднина. Затоа што во армијата и надвор од армијата, кога зборуваме за вработување на нов персонал, навистина постојат квалитетни кадри, навистина постојат меѓу кои се и овој конкурс, кој што сега за жал го поништевме, за да нема сомнеш во целата постапка, без никакви притисоци, без никакви поместувања, кандидатите покажа исклучително добри резултати. Ме радува тоа што горе-долу истите кандидати се повторно пријавени на реобновениот оглас и секако дека најдобрите од нив ќе бидат избрани, меѓутоа да, ова е и поука и за оние кои можеби во минатото биле, можеби се дел од некаква структура, меѓутоа разоткривањето и јавното соопштување кажува дека јас немам задршка за било каква операција, активност, акција која значи борба против корупција. Добро, но дали сега службите ќе интензивираат истрагата, дали можеби ова укажува, како што кажав, на некаква системска корупција? Имаше порано обвинувања, па имаше и некакви сведочења во минатото,
тоа беше пред години и години, не знам точно колку, кога се зборуваше дека се дава подкуп, например, за учество во мировните мисии, дека отворено се плаќа доколку треба да одиш во мировна мисија, бидејќи потоа парите кои ги добиваш од таму, сето тоа го надоместуваат. Дали еве ова ви вклучи некаков аларм во министерството, па да им кажете да направат една посеопфатна, поширока истрага за сите овие појави? Тоа е задача на оперативците во службата за военна безбедност и военна полиција и знаат дека секогаш дури и до мене, која ќе допре глас за потенцијална корупција, јас им ги давам насоките онака како што се до мене стигнати и така ги охрабрувам и сите припадници на армијата, особено оние од кои потенцијално се бара, како што се шпекулациите, тоа да го пријават. Затоа што ако немате пријава, ако останеме само на зборување, тоа ќе трае уште долго. Но треба некој да се охрабри, на кој му е побарано, како што било во случајот овој, тој што му е било побарано, било уценуват, е пријавено и е реализирана оваа активност. Да, имавте и една серија на препирки со Драган Ковачки од ВМРО ДПМН, поранешен офицер во армијата, тој ве обвинуваше за неколку работи. Една од оние препирки кои ги имавте беше и за наводно апсење на припадници на војното разузнавање на Косово, па вие одговоривте. Интересно е што во еден момент во сите тие одговори и реплики извадивте една папка, кај што кажавте, тука се крие минатото на Ковачки, но никогаш не кажавте што се крие во таа папка. Зошто ја извадивте и можете ли сега да кажете што е тоа што е спорно за него? Јас чекам он да одговори што е тоа што е спорно за него, затоа што секогаш кога ме повикува, кажува дека во интерес на граѓаните треба да зборуваме и така натаму. Знаете како, јас во принцип со туѓи животи не се занимавам, особено не да измислувам конструкции, лаги како што тој тоа го прави. Не знам од кои нему познати причини, а мислам дека многу скоро ќе се разјасни тоа. Тој реши да започне со неосновани напади врз мене. И кога додека ме напаѓаше мене, јас со аргументите кои ги имам се разбира дека се одбранив и за една од тие лаги изнесени, тој веќе има тужба за клевета, на која што, патем речено, на второто подготвително рочиште тој не собра храброст да се појави, најверојатно заради тоа што знае дека доказите се на моја страна. И сега, како што доказите од Тоа е за имотот? Тоа е за наводниот имот, за наводната хациента, за крињето, кое што патам. Еве едно логично прашање. Ако тој имот, јас сум го имала одамна, било наследство или така натаму, која би била причината јас да го кријам тој стар имот, ако тоа не е нешто кое што се го купила сега? Нема логика. Причината зошто тој тргна во таа конструкција против мене, ќе треба да даде тој. И јас реков дека не сакам јавноста да ја обременувам со ова, затоа започнав судска постапка, со тужба од моја страна против него, и јас веќе доказите ги презентирав. Моите докази, за разлика од неговите фотокопии, се документи кои се заверени од нотар, официјални документи кои сега да отидете во катастар, во агенцијата за катастар, ќе ви бидат дадени на увид, договори кои се спроведени во катастар далеку пред јас воопшто да стапнам на политичката сцена и да бидам видлива. А далеку, предходно, таму била изградена куќа, која никогаш не била во моја собственост. И тоа се докази. И таа голема папка, сина која ја покажав, веќе е презентирана во судот како докази, веќе неговиот адвокат и тој ги има тие докази. И многу брзо очекувам да собере храброст и да се извини. И да каже, дали и покрај тоа што ја знаел вистината, свесно зборувал невистини против мене, или бил толку наивен и насаднал на некакви провокации. Тој потоа извади и една сметка за електрична енергија на име на вашиот татко, како што кажа, вели дека е таа неплатена, 10.000 евра, па вели ако не е ваш имотот, како тоа сте имале сметка за струја? Меѓутоа, од кога е таа сметка? Од 2019, така беше кажано. За кој имате таа сметка? Па претпоставам за тој истиот, не знам, за друг ли е? За друг? Не, значи таа сметка е за имот кој веќе не е во собственост на ниту еден член на моето семејство. Затоа велам, треба да даде одговор. Дали свесно ја изведе оваа конструкција, оваа манипулација, или пак
Тоа го направи навистина наседнат. Не доликува на некој што толку години поминал во армијата, па дури да бил и дел од службата за военна безбедност и разузнавање, да наседна на непроверени информации. Се што постои за мојот имот, што некогаш сум го поседувала јас или членови на моето потесно семејство, е вистина и тие документи се наоѓаат во катастар. Ништо не е скриено и апсолутно тие се сега презентирани на суд. И бидејќи има многу докази, еден по еден ќе му бидат објаснети и на судот, и на Драган Ковачки, за да може да разбере. И на крај се разбира да се извини за лагите кои што ви кажа. А ќе треба да одговори зошто го излажал сето тоа. Вие што барате на суд? Барате извинување или барате и материјална штета некаква? И материјална штета, ама тоа е ирелевантно. Јас можам и да го променам моето барање. Може да биде тоа јавно извинување. Не е суштината да зборуваме за моето побарување. Суштината е многу друга. Дали некој лаже или не лаже? Дали некој свесно ме клеветал? Што сакал да направи со тоа клеветање? Дали сакал свесно да наруши на мојот углед? Дали сакал свесно да наруши на угледот на Министерството? Да ги доведе во прашање моите одлуки? Да ме представи мене дека јас сум нечесна личност која што нешто крие? Не. Јас не кријам ништо. А тој, да, Бога ми има што да крие. Ова, еве, го кажувате втор пат и кажавте пред малку дека наскоро јавноста ќе дознае што крие Ковачки. На што мислите, како тоа јавноста ќе дознае? Мислите дека таа содржина од папката ќе излезе во вид на јавност? Тој треба да одговори, затоа што тие се класифицирани информации, тој треба да одговори зошто не може да добие НАТО сертификат. Тука значи ако работи во интерес на јавноста, како што тој вели дека работи во интерес на јавноста, ако него народот му е пред се, како што вели декларативно, затоа што на дело не сме виделе ништо, нека одговори. Да, имаше една, ајде да речеме, грда епизода во собранието, каде што Ковачки излезе со едни лични квалификации за вас, што најде, можам да кажам, на една поширока осуда, не само од политичката јавност, туку и од пошироката јавност, каде што кажа дека е прилично несоодветно тоа што го кажа на говорница. Значи, гледаме еден, ајде да речеме, жар во нападите кон вас, каде што не се бираат средства. Постои ли меѓу вас некаков личен анимозитет, можеби? Се знаете од претходно по некоја линија? Јас Драган Ковачки не го познавам лично, се до моментот додека не стана пратеник и се додека не го запозна во рамките на активностите на собранието. Од каде е таа негова обседнатост и огорченост према мене, јас навистина не знам. За разлика од него, кој што единствено нешто, кој досега го изведил против мене, се овие лични дисквалификации, невистини, лаги, конструкции, и јас имам со што да зборувам за мојата работа за овој мандат од 1 година и неколку месеци додека сум министарка. Знаете како? Ако ја сакате армијата, ако ја сакате државата, ќе останете во армијата, таму каде што сте биле припадник, и таму ќе се борите за подобрување на условите и за работа на припадниците, и за условите, и за вооружувањето, и за опремата. Таму ќе ги водите стручните дебати. Зошто некој би одбрал да ги фрли униформата, армиската униформа, и да облече костум и лакирани чевли и да седи во собрание и да одработува за политичка партија? Добро, министерке, ви благодарам за ова интервју. Ви благодараме на вам. Со ова интервју со министерката за одбрана го завршуваме првиот дел од емисијата. Останете со нас. Одиме со една кратка пауза, па продолжуваме со вториот дел, каде што во фокус ќе ни бидат евроинтеграциите.